Германската компанија Technical Textile почнува со реализација на најавената инвестиција во Македонија. Договорот за инвестицијата во технолошко-индустријската развојна зона Штип е вреден 12 милиони евра. Во првата фаза се планирани вработувања на 500 до 600 лица, а ќе се произведува изолацијски материјали за градежната, автомобилската и авионската индустрија. Преговарачките тимови на СДСМ и на ВМРО ДПМН утре во Брисел за затворени врати на уште една втора поред рунда разговори за изнаоѓање начин за излез од политичката криза. Разговорите се со посредство на европратениците Иво Вајгл, Едвард Кукан и Ричард Ховит. По првата средба на 30 март единствено беше соопштено дека партиите се расположени за повторно да се сретнат. Се одложи судењето на Дедо Љубе откако неговите адвокати денеска во Кумановскиот суд побараа да се повтори истрагата за да се утврди што точно се случило пред 2 години кога тој и неговата сопруга беа нападнати во нивниот дом. Дедо Љубе со својата пушка тогаш уби еден од двајцата натрапници во неговата куќа. Обвинителството го товари за 3 кривични дела: убиство на миг, убиство во обид и за неовластено поседување оружје. При нападот во неговиот дом Дедо Љубе бил измачуван од натрапниците. Пред да успее да се ослободи, застрелал еден од напаѓачите. Од измачувањето неговата сопруга останала глува. Дедо Љубе доби голема поддршка во јавноста која бара негова слобода. 88% од македонските граѓани изјавиле дека се сметаат себе си за религиозни, покажуваат резултатите од истражувањето спроведено од Брима Галуп. Одговарајќи по истото прашање дали себе си се сметате за религиозна личност или атеист, независно од тоа дали посетувате место за богослужба или не, 8% изјавиле дека се сметаат за нерелигиозни, а само 2% се сметаат за атеисти. Пратениците во Собранието на Република Македонија денеска се очекува да го изберат новиот состав на Државната комисија за спречување на корупцијата. Во списокот нема 5 членови кои во антикорупцијска минаа неколку мандати. Само 2 членови ги задржуваат своите позиции: Сейди Халили и Фарија Алију. Поради слечиште на патниот правец Прилеп Ресен на обиколницата на Битола се обраќајот во прекин. Возилата се пренасочуваат низ градот Битола. На патниот правец Скопје Велес одронот е исчистен и сообраќајот е нормализиран. Од превентивни причини тој се одвива по една коловозна лента во должина од 500 метри за што е поставена соодветна сообраќајна и светлосна сигнализација, соопшти Автомотосојузот на Македонија. На регионалниот пат Гевгелија, локалитет Смрдлива вода, сообраќајот се одвива на изменично по една коловозна лента поради појава на слечиште. По ждрепката за полуфиналните дуели во Лигата на шампионите во женска конкуренција во Будимпешта, во која македонскиот шампион ЖРК Вардар го доби будучност, собственикот на клубот Сергеј Самсоненко вели дека тоа е добро познат противник. Будучност е секако силна екипа и можеби нетешкиот противник што можеше да го добиеме. Црногорскиот представник ни е стар должник и од минатото полуфинали и од оваа сезона. Се надевам дека оваа година двата тима ќе добијат исти правила за игра и дека може да бидеме рамноправен противник. Беа првичните импресии на Самсоненко. Индира Кастратовиќ пак ја има истата констатација од ланската груба игра на црногорките. Тоа што го игравме минатата година во полуфиналето не беше ракомет. Будучност играше премногу грубо и тоа им беше дозволено. Оваа година ќе се подготвиме и на таквиот пристап на играта од противникот и ако треба ќе одговориме со иста мерка, вели Кастратовиќ.